Покрај големиот број на спортски брендови кои што обстојуваат во Прилеп, тука е еден навистина интересен спорт кој што го нема на многу места во Македонија, а тоа е болдерингот. Болдерингот како спорт почна да се развива во Прилеп во последно време, а главен виновник за тоа се уникатните карпи во неговата околина. Токму овој месец по 8 пат ќе се одржи и меѓународниот Крали Марко Болдер фестивал. Повеќе околу оваа манифестација ќе поразговараме со Ристо Белокаповски, тренер во спортско-качувачкиот клуб Златов во Прилеп, кој што е се и организатори на овој навистина уникатен настан кој што посем пат, како што кажаме, ќе се случи во нашата држава. Да, точно така. Веќе 8 пат поред се организира овој фестивал. Идејата и целта на овој фестивал е да привлечеме што повеќе качувачи од странство, истовремено да направиме промоција на Прилеп и карпите и секторите околу градот. Каде ќе се одржува, на која локација овој Крали Марко Болдер фестивал? Ова година фестивалот ќе биде на класичната локација на под Камена баба. Тука ќе биде организиран импровизиран камп за сите кои што ќе дојдат под шатори. И активностите ќе бидат тука спроведени во последниот викенд од месец март. Од кои се држави очекувате да додадат качувачи и колку вкупно на број? Според досегашните пријави, традиционално ќе бидат присутни качувачи од балканските земји. Покрај нив очекуваме пријавени се од Австрија, Италија и Германија качувачи. Како што кажавме, претходно болдерингот стана актуелен во последно време во Прилеп, откако на еден начин се откри овие уникатни карпи кои што постојат во неговата околина. Да, точно така. Значи, специфичност на формите на карпите околу градот го прават уникатен во европски секако, меѓутоа и во светски рамки. Тоа веќе секоја година, 8 година назад го докажуваме и Прилеп е веќе влезен во топ 10 дестинации за болдер качување. Да, секоја година можеме се повеќе и повеќе да видиме странци како доаѓаат не само за овој фестивал, него и самостојно и се качуваат на локациите на Маркови кули, на Камена баба, на Трескавец, како еден нов терен. Да, во 2014 година Трескавец влезе во мапата на места за качување во околината на Прилеп со отварањето на тој сектор и сега со реновирањето се надам ова година дека ќе заврши на манастирот Трескавец, ќе се комплетира тој локалитет и кој без тоа самиот по себе е прекрасен и како таков привлекува многу посетители. Овој пат сега ќе почне да привлекува и посетители од спортски тип, значи качувачи на болдери и спортски качувачи. Исто така, минатата година имаше и на интересна активност Хайлайнот. Да, на Трескавец, во близина на параглайдинг полетувалиштето, се наоѓа локацијата за Хайлайн. Одење по жица за тие што не знаат што е тоа. Да, значи одење по трака. По трака, која се поставува на одредена височина и има своја должина. Пред неколку години тука се поставија првите Хайлайн линии и веќе секоја година доаѓаат луѓе кои што знаат за тоа и се надевам дека ова есен може да се организира и самостоен Хайлайн собир. Како што кажаме, за сите оние кои што не знаат, пред се болдерингот е качување на помали карпи без опрема. Опремата која што состои се единствено патиките и душеците кои што се ставаат под самата карпа. Безбедност. Да, болдерингот, самиот збор, тоа е англиски збор кој значи блок, некоја карпа со висина до 5-6 метра и кои во околина на Прилеп ги има во изобилие и ги привлекуваат качувачите на тоа се специфични движења кои што неретко се среќаваат во искачувањето со јаже и во своевремено од тренинг дисциплина болдерингот прерасна во самостојна дисциплина. И денеска и во меѓународните искачувања на светски првенства веќе постои како болдер дисциплина. Моментално се наоѓаме значи покрај на вештачка таква карпа за болдеринг во гимназијата Мирчацев, каде што спортско-качувачкиот клуб ги изведува своите тренинзи. Колку време постои овој клуб и оваа карпа и колку членови брои клубот?
Да, клубот е произлезен од Планинарско друштво Златоврв. Меѓутоа, заради законските обврски моравме да се пререгистрираме и сега сме спортско-качувачки клуб Златоврв. Меѓутоа, ние, да речем, традицијата на Планинарското друштво Златоврв ја негуваме и понатаму. Инаку, ова е ние се регистрираме 2010 година, од 2011 крајот ја изградивме ова болдер вежбална, во која што ги обавуваме тренизите и во не за обавуваат тренизи некаде околу 30 спортисти од најразлични возрасти. Која е нивната возраст? Од 7 па до 55. Пред известен период го имавте и државното првенство? Да, како клуб ние сме членка на Македонската спортско-качувачка федерација, која што е организатор на државното првенство во спортско качување и кога се однесува на дисциплината болдер, ние сме секоја година организатор на еден од надпреварите од лигата во спортско качување, односно болдеринг. Кое место се прилепските болдеристи? Може би е куриозитет, меѓутоа ние со најскромни услови последните 2 години сме државни прваци. Дали имате во иднина кои се вашите планови, дали ќе се проширувате изграба можеби на поголем тренинг центар со помош нормално на општината, на државата, на Агенцијата за млади и спорт? Да. Значи, ова болдер вежбална веќе нашите деца ја надраснеа и се осеќа огромна потреба од проширување на просторот и создавање на нов простор во кој што ќе можеме да се преселиме, да ја преселиме болдер вежбалната и да изградиме сала за качување со јаж, која што бара поголема височина и поголеми димензии. Се надевам дека локалната самоуправа, Агенцијата за млади и спорт и на крајот на краищата државата ќе има интерес да изгради таков објект во Прилеп, бидејќи во сите светски центри за природно за качување на природна карпа, во населените места околу нив постојат такви сали во кои што се качува на вештачка карпа. Така да и Прилеп треба да влези во таа мапа со своја сала за качување на вештачка карпа. Колку години, Доротеја, се занимаваш со овој спорт и што те привлече во него? Јас се занимавам околу 1 година. Ме привлече тоа што сакам да спортувам нешто и едноставно така ми е интересен спортот. Како се запозна со овој спорт? Преку пријателите, преку други познанства? Па имаше една другарка моја во моја клас и ја не знам што да тренирам. И ми рече дека ако сака можеме заедно да одиме на спортскиот клуб болдеринг и така се запознав. Колку е тежок овој спорт? Па не е многу тежок. Само треба да се трудиме. Во што се состојат тренинзите? Тренинзите се состојат, прво се загреваме, потоа правиме склекови и се качуваме. Потребна голема физичка подготвеност? Да. За колку секунди или минути се искачуваш до најгорната точка на оваа карпа? За 8 секунди. Дали имаш учествувано на меѓународни надпревари во текот на оваа 1 година додека вежбаш? Да, имам на повеќе. Имам и освојувано многу места. На кои надпревари и кои места ги имаш освоено? Па имаше надпревар во Скопје, беше атомска мравка. Тоа беше балкански надпревар и освоив 5-то место. Исто така имаше уште еден во Скопје и овде имаше повеќе надпревари и освоив 3-то или 2-ро место. Вие сте државна репрезентативка на Македонија. Колку време се занимавате со болдерингот и што ве привлече во овој спорт пред се? Скоро 5 години и ме привлекува тоа што е забавен спорт. Колку пати неделно тренираш? 4 дена. 4 дена од неделата. Што е потребно за еден човек да се занимава со болдеринг? Физичка подготвеност, психичка подготвеност. Што е најповеќе потребно? Физичка потребност за да искачи некоја насока.
А колку надпревари до сега ти имаш учествувано, кои места ги имаш освоено? Па не знам, многу надпревари се. Имам учествува на повеќе надпревари, тоа Скопје, Штип, Бугарија, Германија, Аустрија и така. Која е твојата идна цел? Што сакаш да ја постигнеш? Сакам да постигнам да бидам добра искачувачка. Колку време се занимаваш со болдеринг и зошто? Јас се занимавам 3 години и јас сакам да тренирам затоа што е забавен спорт. Кој те насочи на овој спорт? Мене ме насочи на овој спорт. Мојот другар и јас сакав многу да се качувам и затоа. Тежок ли е овој спорт? Не. За колку секунди се искачуваш до крајната точка на карпата? Зависи. Зависи од која насока имаш? Колку насоки има тука? Тука може да имам 12. Освен во затворен простор, дали имате тренинзи на отворен? Да. На кои локации? Камена баба, Скопје. Која дестинација според тебе е најатрактивна и која најмногу ја сакаш? Камена баба. Зошто? Затоа што има повеќе карпи, природа. Како што кажав и на почетокот од овие разговори, кон крајот на месец март во Прилеп на локалитетот Камена баба по 8 пат ќе се одржи меѓународниот турнир во болдеринг, насловен како Кралје Марко Болдер фестивал, на кој се очекува да дојдат гости од балканските држави, но и од неколку европски земји. За сите љубители на овој спорт или пак оние кои што воопшто немаат видено како изгледа болдерингот, еве една покана да дојдат во Прилеп и да го проследат овој навистина уникатен настан.